Дами и господа, почитувани представници од владата на Република Македонија, од Министерството за одбрана, почитувани колеги од сегашниот и од претходните состави на парламентот, екселенции, представници на верските заедници, представници на Сојузот на борците, почитувани граѓани. Денеска сме овде на Мечкин камен да оддадеме почит на хероите и линденци кои овде ги положија своите животи и со тоа се вградија во сегашноста која сите ја живееме. Да се поклониме пред авторите на Крушевскиот манифест, документ напишан пред 114 години, но актуелен и денес. Дозволете да цитирам еден дел од него. Цитирам: Елате, браќа муслимани, при нас, да тргниме против вашите и наши душмани. Елате под бајрако на автономна Македонија. Македонија е заедничка наша мајка и викат за помош. Елате да скршиме синџирите на робството, да се куртулиме од маки и страданија. Мили наши комшии, како турци, арнаути, елате при нас, браќа, да се слееме душите и срцата и да се спасиме, тание и нашата челјад и пречелјад да живеат мирно, да си работат спокојно и да напредуваат. Крај на цитат. Со ова водачите на Илинденското востание Никола Карев, Гоце Делчев, Даме Груев, Питу Гули и други знајни и незнајни херои покажале дека имале високо развиени цивилизацијски вредности и принципи за заедништво, толеранција и почитување на човековите права и слободи, без разлика на вера, етничка припадност, пол или социјален статус. Мислам дека сите ние кои денес живееме во ова наша заедничка држава, треба да бидеме горди што пред повеќе од еден век нашите предци зборувале и се бореле за слобода, за почитување на човековите права, за соживот и толеранција, за мултикултурно и мултиетничко општество. Почитувани пријатели, некој ќе рече дека од историјата не се живее. Тоа е точно. Меѓутоа, да не заборавиме дека историјата на своевиден начин ја детерминира и сегашноста, а и ние како поединци сме историски детерминирани. Токму таа историска детерминација, која се темели врз цивилизацијски вредности и принципи на првите илинденци, била мотивација, а јас би рекол и завет на македонците, албанците, турците, власите, србите, ромите, бошњаците и многу други во 1941 година, кои повторно заедно со пушка во рака се бореле и се избориле за својата слобода, но и за победа врз најголемото зло на 20 век – фашизмот. Сакам да го истакнам фактот дека духот на Крушевскиот манифест провејува во текот на целата народно-ослободителна борба, а се материализира и во нашиот втори Илинден, односно во документите на ОСНОМ од 1941 година. Документи во кои јасно се дефинирани општите и посебните човекови права и слободи. Јасно се дефинира мултиетничкиот, мултикултурниот и мултиконфесионалниот карактер на нашата држава. Тоа што е особено важно е фактот што со документите на ОСНОМ јасно е дефинирано правото на самобитност, втемелено врз принципите на самоопределување, односно Република Македонија за прв пат се конституира како рамноправна република во рамките на Федерална Југославија. Таа вековна желба, па ако сакате и вековен сон, за самостојна држава Македонија како таковина на македонците, албанците, турците, власите, србите, ромите, бошњаците и сите други нејзини граѓани продолжи да се сонува, а се оствари на 8 септември 1991 година со референдумот за самостојна и независна држава Република Македонија. А онаа константа која е втемелена во Крушевскиот манифест
за мултиетничкиот, мултикултурниот и мултиконфесионалниот карактер на нашата држава е потврдена и во Уставот на Република Македонија. Дами и господа, во овие 26 години самостојност сите заедно поминавме низ повеќе премрежија и кризи. Сепак, тоа што е најважно е фактот што тие премрежија и кризи кај граѓаните, без разлика на нивната етничка, верска, политичка или која било друга разлика, не го нарушија духот на заедништво на соживот. Вредности кои се потврдиле низ нашата заедничка историја, а кои се потврдуваат и во секојдневието, бидејќи ние сме знаеле и знаеме заедно да ги споделуваме и убавите и помалку убавите моменти кои ги носи животот. Ние имаме една заедничка татковина, Република Македонија. И сите ние сме одговорни да ја зачуваме и развиваме за нас и за идните поколенија. Во исто време, сите ние кои живееме тука, или барем мнозинството граѓани, споделуваме уште една заедничка определба, па ако сакате и сон, а тоа е целосна интеграција во Европска Унија и во НАТО. За жал, на патот на остварување на нашите стратешки определби и нашиот заеднички сон стои спор за кој што верувам дека го знаете сите, а го знае и меѓународната јавност. Имаме отворено прашање со нашиот јужен сосед. Меѓутоа, јас сум оптимист и сум длабоко уверен дека доколку сите ние пристапиме максимално сериозно и зрело на барањето и изнаоѓањето на решение за надминување на овој реално присутен проблем, ќе се искачиме скалило погоре на скалата на политичката зрелост и одговорност. Актуелното парламентарно мнозинство и актуелната влада посветено работат во насока на решавање на ова отворено прашање, во насока на затворање на други отворени прашања со цел што побрзо да може да се посветиме сите на реформите кои се потребни доколку сакаме да се вратиме на така наречената брза пруга за членство во НАТО и почеток на преговорите за полноправно членство во Европска Унија. Во мисли го имам пред се развојот на добрососедските односи во регионот, а во тие рамки значаен чекор напред е договорот за добрососедски односи со Република Бугарија. Договор кој вчера го потпишаа премиерите на владите на Република Македонија и Република Бугарија, господата Зоран Заев и Бојко Борисов. Се надевам дека овој договор релативно брзо ќе биде ратификуван во двата парламента, а со тоа верувам дека и како соседи ќе направиме значаен чекор напред во билатералните односи, како и во јакнењето на стабилноста во регионот и неговата евроатлантска перспектива. Почитувани сограѓани, дами и господа, почитувани пријатели, периодот кој следи налага многу работа и сериозни, а може би на прв поглед и тешки одлуки и решенија, кои во еден разумен рок ќе ја покажат придобивката за сите граѓани. Собранието на Република Македонија, тука мислам на сите 120 пратеници и на администрацијата, има капацитет, а верувам и политичка волја да ја исполни својата обврска кој произлегува од владиниот план познаат како 369. Убеден сум дека и другите столбови на власт, извршната и судската, исто така имаат капацитет да ги реализираат своите обврски. Сакам да верувам дека последната политичка криза не научи дека не смееме повеќе да ги повторуваме собствените грешки и да продолжиме да живееме во маѓепсан круг кој се манифестира со нестабилна сегашност и нејасна иднина. Верувам дека сите ние полека, но сигурно ги надминуваме некои антагонизми кои немаат корени во нашата заедничка историја, во нашиот вековен соживот и толеранција,
а уште помалку во нашите определби за подобра иднина во рамките на европското семејство. Тоа го должиме на сите претходни генерации кои своите животи ги положија за денешна слободна и независна Република Македонија. Но уште повеќе тоа го должиме на идните генерации. Ви благодарам.